Инфраструктурните проекти заземаат клучно место во новата програма на ВМРО-ДПМН за овие избори, истакна на пресконференција носителот на кандидатската листа за пратеници на ВМРО-ДПМН Илија Димовски. Граѓаните и сами можат да погледнат што значи оние стари патишта кои што ги имаме и што значи оваа масовна изградба во сите патни правци во Источна Македонија. Практично на секој 5-6 километри има огромен број на булдожери, на багери, на камиони. Протокот на сообраќај е отежнат заради самата изградба, но очекуваме во текот на следната година, 2017, да заврши изградбата на автопатот Скопје-Штип, заради тоа што неговата реализација оваа година е на ниво од 60%, да биде пуштен во сообраќај следната година. Пресконференција денес имаше и кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМН Трајчо Димков, кој зборуваше за проекти наменети за земјоделието и економијата. Во земјоделието ВМРО-ДПМН ветува субвенции за земјоделците во износ од 600 милиони евра, лиценци за земјоделски советници и наместо проектот 50-50 за механизација, идната влада ќе субвенционира 60% од средствата. До крајот на 2020 година ВМРО-ДПМН да ја намали стапката на невработеност на ниво помеѓу 17 и 18% и да се креираат околу 70.000 нови работни места. СДСМ се обвини дека македонското здравство во последните 10 години е пред колапс. За негово враќање во нормала, нивната програма предвидувала низа мерки. Обемната административна работа на здравствените работници ќе се намали, а грижата за пациентот ќе биде ставена во центарот на вниманието. Ќе обезбедиме веднаш бесплатно болничко лекување. Ќе обезбедиме лекарска заштита во приградските и руралните средини. Веднаш ќе ги укинеме квотите за рецепти и боледувања, со кои денес му одзема правото на докторот да врши здравствена заштита според потребите на пациентите. Веднаш ќе ја зголемиме основната плата на сите здравствени работници за 15%. Ќе го укинеме проектот за плаќање по успешност. Ќе ја вратиме дијализата во државното здравство со ревизија на договорите за дијализа.